Дневник на Канал Плюс телевизија, добро вечер. Настаните кои одбележа оваа среда, 9 март, ќе ги проследиме редоследно. Веднаш по кратката најава за дел од содржините. Проектите Купи куќа за млади и Купи куќа, купи стан денес беа детално презентирани на заинтересираните граѓани во Штип, Кочани и Делчево. Виничките земјоделци се позаинтересирани за комплетирање на земјоделската механизација и опрема. Зголемен е интересот за средства од мерките за рурален развој. Предавање и практична обука за белодробно мозочно оживување со специјална медицинска опрема, презентирана пред студентите на УГД од страна на американски експерт. Караванот за проектите Купи куќа за млади и Купи куќа, купи стан денес им беа презентирани на заинтересираните граѓани во Штип, Кочани и Делчево. Економски тим од владата на Република Македонија и Министерството за финансии ги појаснија сите детали од овие проекти наменети за решавање на стамбеното прашање на младите до 35 години. Владиниот проект Купи куќа за млади е исклучителна можност младите до 35 години, вклучувајќи ги оние кои веќе наполниле 35 години, да го решат проблемот со домувањето. Караванот посветен на проектите Купи куќа за млади и Купи куќа, купи стан одржа презентации во Штип, Делчево и Кочани. Презентациите се одржаа во Штип во општината, во Кочани исто така во општината и во Делчево во Домот на културата. Ние во Штип сме спремни. Интересот е навистина огромен. Значи, во Штип уште во почетокот, надвор од генерално урбанистички план, имаме две локации кои се близко индустријските зони, и тоа близко Тиризоната и нашата индустријска зона која е надвор од Тиризоната, веднаш кај Три чешми. Значи, првата локација е во населбата Три чешми према аеродромот Сушево. Таму имаме 105 плацеви. Веќе урбанистичката документација е во завршна фаза. Ние изработуваме во нашето јавно предпријатие Стипион. Веднаш да истакнам дека од Три чешми населбата, значи од црквата Свети Илија училиштето, па се до клучката која води према Радови, Струмица и према Кочини, имаме некаде од 600 до 650 плаца на таа локација, можеби ќе испадат повеќе. Значи тоа е огромна површина, што значи ќе никне нов град. Локацијата за Купи куќа за млади за Делчево е предвидена на просториите на поранешната касарна на армијата. Ние се надеваме дека таму ќе можеме да лоцираме 100 парцели за оваа акција, така да еве ние во периодот кој што следи ќе почнат сите подготвителни активности, така да се надеваме дека предвидените 100 парцели ќе бидат за предвидените парцели ќе има интерес и сите тие ќе бидат со нов собственик. Презентацијата ги постигна очекувањата што ги имавме како караван што се движи низ Република Македонија во врска со акцијата или проектот, како популарно наречен Купи куќа за млади. И подеше во најдобар ред, интересираноста е голема. Од општината беше презентирана локацијата каде што ќе бидат самите плацови понудени за купување за самата наменети за самата акција за продажба на тие плацови и изградба на плански куќи. Проектот наидува на голем интерес кај граѓаните од источниот регион. Тие ја поздравија оваа идеја и мерка на владата на Република Македонија. Прво многу народ, многу прашање, одговори, од кои голем дел од одговорите се присутните ги прифатија, бидејќи тоа е реалност и така е законот донесен да треба се почитуваат некои норми. Иначе оваа акција на владата е за поздравување. Прекрасна работа. Единствена шанса досега не се случило да младите луѓе, младите кои сака да стапат во брак, сака да оформат семејство, и тоа проблемот беше собственото гнездо, значи собствен дом. Со ова се дават прекрасни услови и за купување на стан, и за изградба на куќа, купување на куќа или доградба, надградба на постоечка куќа. Па секој проект кој е замислен на начин кој би помогнал на било кој, па поготово на една популација која е млада и која би се борела за еден собствен стан, е добродојдена за секого. Јас од лично искуство можам да ви кажам, имам стамбен кредит, користам и е доста тешко да се плаќа, поготово 20 и повеќе години.
и штета што јас не сум бил во ситуација да го користам ова. Јас би препорачал на сите млади кои имаат можности, идеи и желби да градат, да го искористат ова, нека ги посетат комерцијалните банки, нека одат по разните министерства, поточно да се информираат на кој начин и како би дошли до тие средства. Во секој случај јас овој проект го поддржувам, бидејќи навистина ќе даде резултати, по моје мислење. Караванот е планирано да одржи презентации во вкупно 30 општини. Следните презентации се во Куманово, Кратово, Крива Паланка, Тетово, Гостивар, Кичево, Неготино, Струмица, Радовиш, Прилеп, Крушево, Македонски Брод и Бирово. Историски рекорден пат на невработеноста во Македонија. Според податоците од државната статистика, во Македонија е забележан историски рекорден пат на невработеноста. За само една година стапката на невработеност се намалила од 27,6% на крајот на 2014 на 24,6% во последниот квартал од 2015 година. Вработеноста пак изнесува 42,7%. Во земјава има 715,758 вработени и 233,767 лица без работа. Лани се вработиле 19,712 лица. Во моментов на пазарот на труд се отворени 9,000 слободни работни места. До 2018 година владината стратегија предвидува пат на стапката на невработеност на 22%. Фондот за пензиско осигурување редовно доставува детален извештај за уплатените придонеси до работодавачите. Фирмите имаат обврска 2 пати годишно да ги известуваат вработените за нивните пензиски придонеси. Во рамки на проектот и измените во Законот за пензиско инвалидско осигурување, од оваа година сите работодавачи ќе имаат можност 2 пати во годината, односно само во февруари и јули, да им го достават прегледот на стажот за осигурување на работниците. За Канал Плюс телевизија во емисијата Рапорт истакна заменик директорката на Фондот за пензиско инвалидско осигурување на Република Македонија. И секој вработен има преглед дали колку му е платен стажот и дали некаде му е прескокнат, некоја година му е прескокнат. Тоа е првата работа. Втората работа која овозможи фондот е да може, кога ќе сакате од домашниот компјутер, да седнете, да видите колку имате стаж за осигурување, доволно е во Фондот за пензиско во филијалата да отидете и да земете лозинка со која треба да се најавите, за да можете од дома да проверите колку ви е стажот, колку време ви е, колку редовно ви се плаќа придонесот и дали ви се сите години во ред. Ова е од особена важност за оние граѓани кои планираат наскоро да заминат во пензија, за да знаат дали нивниот стаж е во ред. Доколку постојат пропусти во текот на работењето, вработените можат да се обратат до подрачните единици и пропуштениот стаж да го регулираат. Она што го предвидува фондот како еден од проектите е да се направи електронска апликација за пензија. Да може електронски да им се возможи за старосна пензија, за семејна пензија, за инвалидска пензија, е проект иден кој го планира Фондот за пензиско инвалидско осигурување и една од еден од идните проекти е утврдување на единствена база на инвалидност. Значи, за сите можни осигуреници или кои по било кој основ имаат инвалидност, да може да се направи една база за да се земат тие како податоци за идните остварување на инвалидска или друг вид на пензија. Освен со овие проекти, Фондот за пензиско инвалидско осигурување во иднина планира и многу други проекти со кои ќе ги подобри услугите и квалитетот на работа. Продолжуваме со образованието. Со грант од 70.000 евра ќе се реконструира подрачното училиште Свети Кирил и Методи во Горни Подлог. Со целосната рехабилитација на училиштето ќе се подобрат условите за учениците во рурални средини и значително ќе се подигнат стандардите за работа и учење на ниво какво што имаат учениците во развиените урбани средини. Основното општинско училиште Свети Кирил и Методи Кочани доби грант од проектите од областа на солидарноста и човековата безбедност од владата на Јапонија во висина од 70.479 евра, кои се наменети на реновирање на подрачното училиште, во кое настава следат 130 деца од Горни Подлог и околината.
Училиштето има потреба од реновирање, откако беше погодено од поплавите во февруари 2015 година. Поради штетата во училишната зграда е студено во зимскиот период. Влагата е значително проширена и представува опасност по здравјето на учениците и вработените. Јапонскиот грант ќе го финансира целосното реновирање на зградата, вклучувајќи го кровот, фасадата и вратите и прозорците. Со овие средства ќе се замени пред се кровот, ќе се заменат прозорите, ќе се направи фасада по стандардите кои што се работат и едноставно ќе се изврши целокупно реновирање на ова училиште. Ја користам оваа прилика да подсетам дека соработката на Кочани со владата на Јапонија, односно со јапонскиот народ, е на доста високо ниво и ова е втор проект кој што го користи општина Кочани. Со реконструкција на училиштето во селото Горни Подлог ќе се решат проблемите со кои се соочуваат вработените и учениците во него, односно ќе се санираат оштетувањата и ќе се обезбеди модерна енергетски ефикасна зграда со поквалитетни услови за работа и учење, како и зачувување на здравјето на учениците и наставниците. Директорката на училиштето се заблагодари на јапонската влада за донацијата, како и на локалната самоуправа на Кочани, што помогна за добивање на грантот и реализација на проектот. Градежните активности во делот на реконструкција на кровот, на делот подните површини, фасадата и замена на прозорците ќе се реализира во летниот период, додека учениците се на распуст и почетокот на новата учебна година учениците ја го започнат во комплетно реновирано училиште. Во ова училиште учат околу 130 ученици со од прво до 9 оделение, со наставен кадар кој што е стручен од оделенска настава и предметна настава и се надевам дека жителите од овие три села, село Горни Подлог, Долни Подлог и Мојанци, ќе имаат убаво, модерно училиште во кое што ќе учат нивните деца. Многу голема благодарност на локалната управа, начело со градоначалникот, што нашите внуци, деца ќе учат во едно модерно и убаво училиште. Ова е втор проект во општина Кочани кој е финансиран од страна на амбасадата на Јапонија. Првиот беше во 2013 година со вредност од 51.540 евра за набавка на возило за комунален смет. Освен Кочани, грантови добиваат и општините Берово, Куманово, Свети Николи и Кривогаштани, зашто владата на Јапонија доделува вкупна помош од 302.000 евра. Министерството за образование и наука објави оглас за стипендирање на наставници од основните и средните училишта кои ќе се запишат на магистерски или докторски студии на еден од најдобро рангираните 200 универзитети во светот. Огласот трае до 1 септември, а Министерството за образование во целост ги покрива трошоците за студирање, најмногу 40.000 американски долари на годишно ниво, месечен паричен надоместок, како и повратен авионски билет. Со новата мерка, фактички со последните законски измени кои што ги направи Министерството за образование и наука, се гарантира работното место на наставникот кој што ќе се запише на еден од овие универзитети. Именно во периодот додека тој ќе биде на студирање, неговото работно место ќе биде гарантирано. По завршувањето на дооформувањето на образованието, тој ќе се врати и ќе треба да работи во Република Македонија во областа на образованието, исто така двојно за периодот за кој што бил стипендиран, исто како условите кои што се утврдени во другиот оглас за шангајските стипендии. Предавање и практична обука, симулација на белодробно мозочно оживување со специјална медицинска опрема одража денес анестезиолог од Соединетите Американски држави пред студентите на Факултетот за медицински науки на Универзитетот Гоце Делчев. Новините од последната ревизија на срцево белодробно мозочно живување, како и симулација на така наречени фантоми и друга медицинска опрема, денес имаа можност да проследат студентите од Факултетот за медицина при Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Предавањето го спроведоа доктори од Соединетите Американски држави кои ќе престојуваа неколку месеци во Штип со цел да го пренесат практичното знаење и новите техники во хирургијата. Дојден сум во Штип со цел да можеме да ја окончаме нашата соработка со Оделението за анестезиологија, реанимација и интензивното лекување при Клиничка болница Штип и Факултетот за медицински науки,
при Универзитетот Гоце Делчев овде исто така во Штип. Денес пред студентите од завршните години на студиската програма по општа медицина ќе предавам за темата ресусцитација, односно новините од последната ревизија на срцево-белодробно мозочно оживување. Студентите исто така имаа можност да слушнат и за новините и начинот на изведување на лапароскопски хируршки интервенции. Предноста на лапароскопскиот начин на правење операции е тоа што пациентите побрзо закрепнуваат по извршената интервенција. Лапароскопската хирургија представува помалку инвазивен метод во современата светска хирургија, затоа и целта да се повеќе и повеќе се воведува во светот. Она што е интересно е дека овде во клиничката болница во Штип има огромен диапазон на можности да одредени патолошки состојби се лекуваат на лапароскопски начин, меѓутоа исто така останува голема улогата и обемот на лекување и по класичен хируршки пат. Она што е интересно е дека самата лапароскопија како метода и како постапка е помалку инвазивна, што не бара подолго време на опоравување на самиот пациент после интервенцијата. Теоретското знаење што ги имаме ние студентите по медицина од завршните години одлично се надополнува со овие симулацијски и практични вежби, истакна Страхил Тодоров. Овие симулацијски и практични вежби се одлична можност за нас студентите да можеме теоретското знаење кое што досега го имаме акумулирано како студенти во завршните години да го практикуваме на самите фантоми во кабинетот по прва помош во зградата на деканатот. За нас представува огромна чест и задоволство што токму тие обуки ги држат луѓе кои што се дојдени од Соединетите Американски држави, кои што навистина се апдейтирани и ги следат трендовите во современите светски медицински новини и ревизии. Американски експерти вчера ги едуцираа хирурзите од клиничка болница Штип. Продолжуваат акциите за разубавување на јавните зелени површини во Штип и оваа среда, трета поред во акцијата се вклучи администрацијата во ЈПИСР. Вработените во паркови зеленило и од секторот за наплата и стратешко планирање и развој од јавното предпријатие ИСР потредба се вклучија во заедничка акција за пролетно разубавување на паркот Кртејке во штипската населба Деснаци. Еве денес сме овде во паркот во Деснаците, кој што го изградивме заедно со градоначалникот примариус магистар Илчо Захариев, и еве денес го озеленуваме и дооформуваме овој парк. Овде се посадија некаде 50 на дрвца. Ќе продолжиме со средување на овој простор, а веќе наредната среда ќе имаме друга акција во некоја друга населба. Повеќето видови на дрва, цвеќиња и украсни грмушки кои беа засадени само го надополнија амбиентот во еден од најстарите паркови во градот. Туи хамеципариси, магнолии, разни врсти на дрвца во еден доста стар парк, многогодишен во градот. Тој е паркот Кртејке од страната на населба Деснаци. Имаме тука едно 50 садници посадено. Ќе продолжиме и натака овој парк да го пролепшуваме, така да мислам дека тука нашите активности не застануваат, течат константно. Најголемиот дел од слободното време жителите од оваа населба го поминуваат во паркот и се задоволни што имаат вакво катче за рекреација. А да се садат дрва е добро и треба да се негуваат, треба да се гледат, да се изчуват како дрвото знаеш што сака. Како дете што го исправаш, така и него да го исправиш. За да биде убаво и да биде зеленило и како да ти кажам, да уживаме у него. Сега кој ќе се състопле, децата излезат, тука на воја што го направија игралишето е многу убаво. И околени тука се играат и шетам, што знам, јас дека посам ептен шетам ни со воја. Покрај парковите во 8 ноември, Баби и населбата Деснаци, вакви акции јавното предпријатие ИСР ќе организира во повеќето населби во градот. Виничките земјоделци се позаинтересирани за комплетирање на својата опрема и унапредување на својата дејност. Сите кои стратешки го развиваат земјоделството, аплицирале за користење на средства од мерките за рурален развој. 16 млади земјоделци до 40 години се во очекување за искористување грант од 10.000 евра со кој би стартувале одреден вид земјоделска дејност, а за што ќе можат да користат и соодветна земјоделска механизација, како и да посетуваат советодавни обуки. 15 пчелари чекаат за подршка од програмата за рурален развој. Овие две мерки се покажаа како релативно атрактивни за аплицирање во Агенцијата за развој на земјоделието во Виница. Во нашата општина немаше заинтересираност, меѓутоа оваа година пројавија интерес поголем број млади земјоделци и беа аплицирани околу 16 барања.
Значи, за разлика од другите подмерки, од мерката 121, оваа мерка, помош на млади земјоделци, се работи за неповратни средства во вредност од 10.000 евра. Услов да учествуваат на оваа мерка, да аплицираат за оваа мерка, беше да се работи за млад земјоделец. Млад земјоделец се подразбира лице од 18 до 40 години и да не се повеќе од 18 месеци регистрирани и се уште е во тек мерката, подмерката 121.2. Тоа е набавка на пчеларска опрема и пчелни матици. Може да учествуваат сите пчелари кои што сакаат да набават пчеларска опрема во вредност до 800.000 денари или пак пчелни матици во вредност до 600.000 денари. До сега за оваа мерка 121.2 има околу 15 барања, меѓутоа очекуваме уште до крајниот рок, а тоа е 10 март. Виничките земјоделци приоритет даваат на земјоделската механизација, а речи се и да немаат интерес за подигнување нови лозови и овошни насади, како и за набавка на добиток од признати организации. По оваа мерка во подрачната единица е доставено само едно барање. Земјоделците имаат можност до крајот на месецот да аплицираат и за набавка на опрема за систем за наводнување капка по капка за пченка, сонџоклет и фуражни култури, вклучително и бунари за наводнување. Според Зафирова, сепак виничани приоритет даваат на набавката на механизација за житни и фуражни култури. До сега земјоделците покажуваат најголем интерес околу набавка на трактори и приклучна механизација со цел да си го модернизираат и осовременат земјоделското стопанство и да го подноват возниот парк, кој што е прилично застарен барем во нашата општина. И според досегашните резултати, кај нас најмногу интерес се пројавува за мерката 121, подмерка 5, односно за набавка на механизација за посеви под житни, фуражни култури и индустријски, бидејќи знаеме дека ние сме житен крај, значи најмногу се застапени житните култури и тука секогаш е најголемиот интерес. Инаку минатата година во Виница биле поднесени 17 апликации по програмата за рурален развој, а бенефитот од истата веќе го практикуваат 6 земјоделци. По повод јубилејот 25 години од основањето на Матица Македонска, од денес до недела во Домот на културата Ацо Шопов во Штип ќе има саемски денови на македонската книга. Во присуство на голем број љубители на пишаниот збор, во наредните денови во фоајето на Националната установа Центар за култура Ацо Шопов во Штип ќе бидат изложени за продажба најновите наслови од издавачката куќа Матица Македонска. Овој саем на книгата е првиот од сите што ќе следуваат во рамките на одбележувањето на 25 години од постоењето на Матица Македонска. Го избрале Штип, бидејќи е универзитетски град и град од кој потекнуваат врвни македонски писатели и поети. Сметавме дека на тој начин ќе создадеме една клима за да ја приближиме книгата до поширок круг на читатели. Инаку во овој саемски активности ќе се организираат и неколку книжевни промоции на истакнати писатели кои ги објавија своите книги овие денови. Саемот за отворен го прогласи градоначалникот на општина Штип примариус магистер Илче Захариев, кој истакна дека веќе и Штип, како и останатите метрополи, може да се пофали со саем на книгите, значаен за штипјани, бидејќи ќе може да ја збогатат својата домашна библиотека. Денес ќе имаме компјутери, имаме електроника, но често пати тие чипови може да затајат и за кратко време да го снема дури и Yahoo, и Google и другите, нели? Книгата е таа што стои на рафтот и во секој време може да се прочита, и чувството кога читате книга е подруго отколку чувството да речеме кога таа книга ја читате електронски преку компјутер или интернет. И добро е што нашите деци, ученици и студенти ќе имаат прилика да го посетат овој саем, да одберат нешто убаво напишано. На саемот, кој покрај Матица Македонска е во организација на Националната установа Центар за култура Ацо Шопов и Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев, се изложени дела на познати македонски автори и светски белетристички наслови.
Утре во Делчево посхумно ќе биде промовиран романот Петра од авторката Павлинка Ѓоргиевска. Промоцијата ќе се одржи во фоајето на спомен домот Асном со почеток во 18 часот и 30 минути. Сатиричарот Миле Ѓоргиевски утре во Делчево постхумно ќе го промовира романот Петра, второ дело на неговата покојна сопруга Павлинка Ѓоргиевска, која утре требаше да наполни 55 години. Романот е под закрила на издавачката куќа Орион, а рецензент на книгата е познатиот македонски писател Милован Стефановски. За среќа на љубителите на пишаниот збор, успеавме ова дело да направиме да го види светлоста на денот. По долги години за оние љубители на театарот во Делчево сакам да кажам дека и сечоци од романот Петра ќе читаат членовите на култното експериментално театарче од Делчево. Мислам дека и тоа ќе биде магнет за публиката, за оние кои го сакаат пишаниот збор, за оние кои ја сакаат литературата. Павлинка Ѓоргиевска е родена во Делчево, каде во рамки на гимназиските денови ги прави првите литературни обиди. Незиното прво издание, романот Во тунелот, излезе во 2010 година. Незиниот живот не запре на онај побен 10.6.2015 година. Таа физички не напушти, но духовно таа живее меѓу кориците на незината книга Во тунелот, живее меѓу кориците на Петра, ќе живее во срцата на љубителите на пишаниот збор и ќе живее исто така меѓу кориците на незиниот нов роман Алтан, кој ќе го издадеме до година. Инаку, освен ова дело, Ѓоргиевска пишуваше поезија, раскази, новели и романи. Во ракопис ги има оставено и делата Јасна и Улицата на костените. Севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун денеска изјави дека Северна Кореја успеала да произведе мини нуклеарни боеви глави кои би можеле да бидат поставени на балистички ракети, јави јужнокорејската агенција Јонхап. Нуклеарните боеви глави се стандардизирани и бидејќи се намалени можат да бидат поставени на секоја балистичка ракета, нагласи Ким за време на посетата на рудник кој е дел од севернокорејскиот нуклеарен сектор. Според Ким, со поседувањето на ваквите боеви глави, сега Северна Кореја може слободно да биде наречена застрашувачка нуклеарна сила. Севернокорејските власти објавија и фотографии на овие мини нуклеарни боеви глави, кои според тврдењата можат да се монтираат на проектили од ракетниот систем со дострел до 12.000 км и би можеле да погодат цели на територијата на САД. Децата кои живеат во окупираните региони во Сирија се соочени со глад, мош немал пристап до медицинска помош и ризик од трајни психолошки последици, според извештајот на хуманитарната организација Спасети ги децата. Во извештајот кој е базиран на интервјуа со сиријци кои живеат во тие области, се наведува дека над 250.000 деца се погодени од насилство и живеат во мошни неповолни услови. Недостигот на храна ги принуди жителите на тие области да пронаоѓаат нови начини на преживување, како на пример правење супа од трева, изјави тој. Српската влада прогласи vanredna состојба поради поплавите на територијата на 15 општини во Србија. Српското МВР соопшти дека во централниот дел на земјата се поплавени 710 домаќинства, а други 500 се загрозени од поплавите. Водата поплавила куќи, земјоделски површини, патишта, неколку мостови се однесени од надојдените реки. Во многу домаќинства нема струја. Досега се евакуирани 118 лица од поплавените области. Вардар забележи убедлива победа против Брегалница од 4:0 во предпоследниот меч од 21-то коло во првата македонска фудбалска лига, која денес ќе биде комплетирано во Велес, каде Шкендија ќе му биде домакин на Младост. На арената Филип II во Скопје, црвено-црните победата ја најавија уште во 6-та минута со погодокот на Бован Гранчаров. Од ова коло останува уште да се одигра мечот меѓу Шкендија и Младост, кој вчера поради лошите временски услови и големото количество на вода на теренот беше прекинат во 66-та минута.
Реал Мадрид и Волфсбург први изборија пласман во четвртфиналето од Лигата на шампионите. Откако синоќа и во реванш осми на финалните дуели ги совладаа своите ривали Рома, односно Гент. Реал Мадрид славеше против Рома со 2:0, а стрелци на головите беа Кристијано Роналдо и Хамес Родригес. Волфсбург во реваншот беше подобар од Гент со 1:0, а стрелец на голот беше Андре Шурле. Вечерва се играа два реванш осми на финални надпревари. Зенит ја пречекува Бенфика со почеток од 18 часот, а Челси пред своите гледачи се среќава со ПСЖ од 20 часот и 45 минути. Ова беше се и за ова издание на Дневникот. Имајте пријатна вечер со програмата на Канал Плюс телевизија.